Голема воена населба или засега непознат антички град, што крие локалитетот Локвенско кале во општина Кривогаштани. Ова се прашањата кои се поставуваат со најновите археолошки истражувања, кои за прв пат годинава се изведуваат на ова место. За сега откриено било дека локалитетот е составен од акропола каде живеело населението и две некрополи каде се погребувале починатите. Годинава истражувањата биле насочени кон постарата некропола. За да стигнеме до тука, од Кривогаштани тргнавме со джип и после околу 30 на минути возење до локалниот пат, кој води од селото Житоше за селото Норово. Застанавме и продолживме да одиме уште половина час пешки, за да стигнеме на локалитетот од каде се отвора поглед од кој што застанува здивот. Се наоѓаме на највисоката точка на овој локалитет кој што се наоѓа точно на тромеѓето помеѓу општините Кривогаштани, Долнен и Крушево. Од тука се гледа скоро половина Пелагонија. Поради значајната и стратешка позиција на ова место и наодите кои што се пронајдени во некрополата, се претпоставува дека станува збор за воена населба која што функционирала во тој период. Карактерот на населбата не може да се утврди се уште, како што рековме, поради немајнето на докази за тоа каква намена имала. Предпоставката е дека првично во 4 век била направена со цел да служи како моќна воено-стратегиска база за надгледување на варварските народи кои што навлегувале од северниот дел, односно преку денешниот познат премин Барбарас. Понатаму како се развивала населбата, дали нејзиниот карактер преминал во цивилна населба, треба се потврди со истражувања кои што би се изведувале точно на овој локалитет, значи на населбинскиот простор. Очигледно е постоењето на многу моќни ѕидови од бедемот, кои што се градени во техника на опус изодомум, комбинирана со опус псевдоизодомум, но тоа е се што можеме да кажеме за овој дел од локалитетот. И според директорот на управата за заштита на културното наследство, Виктор Лилчич, станува збор за позначање откритие на антички град кој засега останува непознат. Тој дури и претпоставува дека станува збор за античкиот град Писаион, но сепак не е сигурен. Норовско или Локвенско, како сакате кале, значи е било обградено со еден огромен зид, значи и тоа е негде 2 до 3 метри широк, не е откопан, значи илегалните трагачи нешто почнале златарите да го копаат, но целосно дури ние како држава ќе почнеме да го копаме. Се надевам во догледно време ќе го отвориме, ќе го конзервираме и ќе го отвориме за употреба пред јавност. Значи тоа е горниот град, акрополата. Таму југозападно е долниот град, местото се вика Градиште и терасите сите биле населени. Ние денес се уште не знаеме кој е името на овој град, значи претпоставуваме можеби тоа бил античкиот град Писаион, што е спомнат во историските извори дека во една раната антика бил нападнат и ограбен од една група, но сега тоа, значи видите, името, јас се надевам дека во некој среќен момент ќе излезе некој надпис епиграфски кај што ќе биде името напишано. Главно е она што го знаеме дека овој град бил оформен некаде во архајскиот период, значи па живеел се до освојувањето на римјаните, па и во римско време живеел, значи наодите и предметите кои биле откриени во гробовите укажувале на тоа дека се работи за воени лица. За сега во некрополата биле откопани 8 гробови, од кои 5 интактни, а 3 веќе биле откопани претходно од дивите копачи. Отворени се 130 на метри квадратни, истражени. Во нив се отворени 5 интактни погребувања, во кои што во првото што го отворивме се пронајде монета од 2 век пред наша ера и керамички сад унгвентариум. Гробовите е интересно што не се отворени,
го запазивме нивниот начин на погребување, го фативме гробниот круг кој што го формираат со поголеми камења, потоа се вкопуваат во карпата, се вкопува гробната јама, која што ја покриваат со плочи и потоа кругот го исполнуваат со нафрлени камења, нешто како помал тумул за едно погребување. Со проширувањето на ископувањата нормално ги опфаќаме и гробовите кои што се ископани во минатото од со диви ископувања. Во еден од гробовите деновиве беа пронајдени и 2 монети со ликот на Александар Македонски, кои според првичните информации потекнуваат од 4 век пред нашата ера. Една од тие монети е бронзена, а другата сребрена. Според верувањата во антиката, овие монети биле поставувани во гробовите за да може покојникот со нив да го плати патот до светот на мртвите. Бидејќи тука станува збор за сребрена монета, се претпоставува дека во гробот бил погреба некој финансиски помоќен жител на оваа населба. Освен монетите, во гробовите биле откриени и други вредни предмети, кои исто така ретко се наоѓаат на локалитетите во државава. Се пронајде еден краток железен бодеж, се пронајде игла омега тип и се пронајде пиксида, сребрена пиксида со изработена во техника на филигран со златна жица. Исклучително интересен и редок примерок, кој што на територијата на Македонија го имаме, мислам дека ова е третиот примерок. Интересно за тој гроб, наречен гроб 5, е тоа што на еден од садовите е пронајдено секундарно врежување на име, веројатно на покојникот, и на задната страна на садот има врежување на некаков монограм, но тоа за сега не можеме да го потврдиме, ама името е со сигурност потврдено, но за тоа ќе треба понатамошни анализи од луѓе кои што ја познаваат таа проблематика. Од локалната самоуправа на општина Кривогаштани велат дека во иднина планираат од ова место да направат вистинска туристичка атракција и да обезбедат пристапен пат за сите туристи. Според досегашните истражувања, досегашните наоди се најдени артефакти од непроценливо богатство, кои што во секој случај представуваат историја, представуваат култура, али во одреден случај фактички бенефит општината ќе има од делот на туризмот, односно финансиските средства кои што самата општина ќе ги добива од развој на туризмот благодарение на тој археолошки локалитет. Во секој случај ние како општина во наредниот период, во зависност од развојот на ископините, ние планираме да изготвиме техничко проектна документација за инфраструктура, бидејќи сепак се наоѓа на малку непристапен терен, меѓутоа доколку наодите покажат дека се работи стварно според очекувањата за град од поголемо значење за историјата на Македонија, ние како општина во содејство нормално со Министерството за култура, владата, па и соседните општини ќе изготвиме еден заеднички проект со цел да можат граѓаните и сите оние кои што сакаат да го посетат тој локалитет да имаат пристапен терен до самото место на некрополата. Истражувањата на Локвенско кале траат веќе 1 месец, а ќе продолжиле и во наредните 15 денови. Се планирало исто така тие да продолжат во наредната година, кога се планирало да се работи на Акрополата, односно местото каде живееле луѓето од оваа населба.